Илија Димовски од ВМРО ДПМН оствари контакти и средби со граѓаните на Кочани, како и со партиското членство. На пресконференцијата Димовски истакна дека Кочани, за разлика од пред повеќе години, не е истиот град. Кочани е град во кој што денеска се вработуваат луѓе. Со оглед на тоа дека во градот интензивно функционираат две странски инвестиции и Кочани е еден од подобрите примери каде што поголеми странски компании имаат отворено своји фабрики и вработуваат. Во фабриката Амфенол се вработени околу 1200 луѓе, а во фабриката Антура 250 луѓе, а своето работење ќе го прошируваат и понатаму. Има и најави за други нови странски инвестиции, рече Димовски на пресконференцијата во Кочани. Би сакале да потенцираме дека главната цел и главната насока, како во Кочани, така и во цела Источна Македонија, ние да се отвараат нови фабрики. Тоа е единствен начин како да се намалува невработеноста. Со намалување на невработеноста ќе се создава конкурентност на работната сила и природно ќе се зголемуваат и платите на вработените. Но тоа е и единствен начин. Нема ниту една друга приказна, нема ниту една друга филозофија на кој начин да ги зачуваме младите луѓе и во Кочани и во цела Источна Македонија. Слушам дека нашите политички противници ветуваат брда и долини. Слушам денеска дека лидерот на СДСМ Заев ветува плати од 30.000 денари. Во исто време кога во фирмите на неговиот клан, на кланот Заеви, луѓето не земаат нити 10.000 денари плата. Тоа е политичкото лицемерие и тоа е политичката лага која што е природна за СДСМ. Ветуваа по еден вработен од секоја фамилија, а ги затворија и тие фабрики кои што работеа. Разликата е очигледна. Овој тим околу мене во Кочани создаде услови за да се отвараат нови фабрики, за да се вработуваат огромен број на луѓе. Стапката на невработеност од повеќе од 10-11.000 луѓе во Кочани е намалена на околу 4.900, од кои што половината се активни, половината се пасивни баратели на работна сила. Во тек се 3 стратешки проекти во Кочани во однос на инфраструктурата, рече Димовски. Еднојот е изградбата на браната на Оризарска река. Тука се завршени подготвителните работи, избрани изведувачот и во најскоро време ќе започне со реализација проектот. Исто така тендерирањето на патниот правец од Штип до Кочани, односно реконструкцијата и проширувањето на ниво на експресен пат од Штип до Кочани е при крај. Очекуваме до крајот на годината да се избере и изведувач и на тој начин многу скоро да почне со изградба експресен пат од Штип до Кочани. Веројатно граѓаните на Кочани најмногу знаат што ќе значи поврзувањето на Кочани со Штип со експресен пат и на Штип со Скопје со автопат. Ако досега требало саат и пол или два да се стигне до Скопје, веројатно тоа патување до главниот град ќе се сведе на половина од времето. Исто така во тек се и реконструкции на патот спрема Македонска Каменица и Делчево. Димовски најави реконструкција на 6 училишта во општина Кочани, набавка на нови апарати за општата болница во Кочани, реконструкција на улици и патишта. Покажавме, рече тој, дека знаеме да го сработиме ветеното. Вечерва Димовски упати порака со остра критика до СДСМ за двојазичност во државата, за редефинирањето и калкулациите и подигрувањата со уставното име на Република Македонија, со националниот идентитет и со јазикот. На предстојните избори, рече Димовски, Источна Македонија ќе има многу значајна улога со гласачкото ливче за обезбедување стабилна Македонија и отворање на нови работни места. Трагедија во Кочани. Во пожар загина 84 годишна баба од селото Долни Подлог, а нејзиниот сопруг во обид да ја спаси се здобил со телесни повреди. Територијалната противпожарна единица на Кочани брзо го ставила пожарот под контрола. 84 годишната ЛС од село Долни Подлог го загуби животот во вчерашниот пожар, што избувнал околу 14 часот и 30 минути во помошна просторија во нивната куќа. Од засега непознати причини, пожарот настанал во плевна, собственост на нејзиниот 85 годишен сопруг ДС. Во помошната просторија пронајдена била починатата сопруга ЛС, а сопругот, обидувајќи се да ја спаси, се здобил со телесни повреди, изгореници во пределот на лицето и телото и бил пренесен во Кочанската болница, каде бил задржан на лекување.
Вчера околу 13 часот и 40 минути во импровизирана помошна просторија во дворното место во село Долни Подлог Кочанско, додека била внатре 84 годишна жена, настанал пожар кој бил забележен од страна на нејзиниот 85 годишен сопруг. Во пожарот, во кој целосно била уништена импровизираната помошна просторија, животот го загубила 84 годишната жена, додека нејзиниот